Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е министерот за здравство Венко Филипче. Министре, до овој момент, до сега во Македонија, колку вкупно вакцини се стигнати? Има значајна количина на вакцини од повеќе производители и од повеќе извори. Онаа донација која што стигна најпрво од Србија, 8.000 вакцини на Pfizer, понатаму дополнителни вакцини 40.000 од производителот Спутник. Преку нашиот директен договор дополнителни 6.000 дози на вакцините Спутник. Сега ова значајно голема количина која што стигна 200.000 вакцини од производителот Sinopharm и Pfizerovi вакцини некаде околу за сега 10.000 со една јасно најавена динамика на пристигнување. 5.000 неделно плюс дополнителни околу 5.000 онаа помош, зборувам за месец мај, која што стигнува како механизам на солидарност од Европската Унија. Значи, количина на вакцини која што е доволна да се започне процесот на вакцинација онака како што започна пред веќе повеќе недели. Тоа се околу 300.000 вкупно вакцини. Близу 300.000. 300.000. Всушност тоа е за околу 15% од населението. 15% на населението според планот за вакцинација е во фаза 2. Сега во таа фаза 2 се предвидени и лица над 65 години, лица од 20 до 65 со коморбидитети, критични професии. Дел од овие, например, критични професии веќе се вакцинира. Овие други во фаза 2 како лица со коморбидитети и оние над 65 се уште чекаат термин. Што се случува со планот за вакцинација? Планот е направен врз основа на приоритетите согласно ризикот од тоа да човек или било кој што учествува во менаџирањето на кризата или здравствен работник заболи. И затоа во првата фаза како приоритет и така се вакцинира здравствените работници кои работат со ковид пациенти беа ставени во првата категорија и тој процес заврши со првата количина на Pfizerovi вакцини, така да ние веднаш после започнувањето на процесот на вакцинација имавме за кратко време целосно вакцинирани здравствени работници кои работеа и се уште работат со ковид пациенти. Понатаму се дел од критичната инфраструктура, тоа се овие вработени во другите институции кои учествуваат во менаџирањето на кризата, вработените во полицијата, во војската, во Центарот за управување со кризи и така натаму. За да сега со пристигнувањето на ова голема, значено голема количина на вакцини, очекуваме уште 100.000 на 15 мај, повторно од производителот Sinopharm, и количината од 500.000 вакцини од производителот Sinovac до крајот на месец мај, значи една значено голема количина која што ќе се дистрибуира по овие два канали кои што ги спомнав. Решивме да се стави приоритет на тие кои што се пријавиле. И затоа се направи пресек на 30 април, сите граѓани кои што се пријавени на сајтот вакцинација МК, а тоа се невакцинирани близу 160.000, во период од 2 недели, значи некаде до 15 мај, ќе добијат термин за вакцинација преку SMS порака или мејл со точно време и пункт каде треба да се јават. Тоа значи помлади ќе добијат? Апсолутно. Тоа значи дека ставаме приоритет на тие кои што покажале интерес за вакцинација и затоа апелираме да граѓаните се пријават на сајтот за да ги има во системот мој термин, за да може понатаму да се креираат тие приоритети. Околу Sinovac постојат сомневања за ефикасноста на вакцината. Какви се вашите сознанија и проценки? Нема никакви дилеми, сите вакцини се еднакво ефикасни во однос на штитење од тешка форма на болест и од смртен исход како резултат на болест. И тоа е потврдено со сите клинички испитувања, со сите испитувања кои што се понатаму направени и после давањето на апликација, голем број на земји, сериозно големи земји ја дистрибуира таа вакцина, например Турција, понатаму Бразил, и таму се резултатите на вистина добри. Значи нема никаков сомнеш во ефикасноста на ниту една вакцина, впрочем, тоа што и Светската здравствена организација и Европската агенција за
лекови сега ги евалуираат и сите други вакцини од други производители кои засега од нив не се одобрени, ни укажува на тоа дека сите вакцини се ефикасни и комбинацијата на вакцини конечно треба да биде и ефективна, односно да смени сликата на пандемијата на сега до светот. Нема земја, освен некои ретки, кои што се производители на вакцини, кај што ексклузивно се користи само еден тип на вакцина од еден производител. Тоа е навистина голема реткост и затоа, дури за нашите разговори пред 2 дена со еврокомесарот Вархеј, ни беше укажано дека за патување во земјите членки на Европска унија како еден од условите кога станува збор за вакцината, ќе бидат прифатени сертификатите за вакцинација со вакцини кои што ќе бидат одобрени и од ЕМА и од Светска здравствена организација, а сега е постапката за буквално сите вакцини. Во моментов масовната вакцинација се одвива со околу 200.000 дози Синофарм. Каде се вакцинираат, во кои пунктови и каде се вакцините Pfizer? Се прави дистрибуција врз основа на капацитетите на пунктовите за вакцинација во однос на фрижидерите за чување. Такви фрижидери на минус 80, какви што бара вакцината на Pfizer, има во Скопје, во салата Борис Трајковски, во пунктовите на здравствениот дом во Скопје, понатаму во Куманово, во Штип, во Кавадарци, во Битола, во Охрид и во Тетово. И мора да кажам дека со оглед на тоа што не постои контраиндикација за ниту една вакцина во однос на ниту една ризична категорија или група возрастна на граѓани, се прави дистрибуција согласно капацитетот за чување, согласно капацитетот за давање. Така да, каква вакцина има во моментот на располагање, граѓаните може да примат било каква. Мора да спомнам само на контраиндикација за давање на вакцината на Астра за граѓани под 60 години. Тоа е единствено нешто што имаме одлука дека не треба да се дава согласно искуствата во светот. Кога сме кај кинеските вакцини, прво италијанскиот весник Лаверита објави документ со кој што тврдеше дека Министерството преку, речиси, анонимна фирма во Хонг Конг се обидува да ги набави кинеските вакцини. Сега опозицијата објави документ дека се платени 7,8 милиони евра на таа компанија од Хонг Конг. Платени се парите, вратени се во буџетот? Прво да ја потсетам, ние бевме тие кои што јавно уште пред неколку месеци излеговме и објаснивме како се обидувавме да стигнеме што порано до кинеските вакцини, немајќи одговор преку официјалните контакти кои што ни беа дадени, одевме преку компании, фирми на компаниите кои што тука работат, тоа се Синохидро и така натаму, и стигнавме до кинеските вакцини, до компанијата Синофарм, за да во еден момент ни биде укажано од кинеското Министерство за надворешни работи дека не е тоа патот и дека треба да контактираме така како што тие ќе ни укажат. Така да уплатата која што направивме е целосно вратена во нашиот буџет. Што се случува со другата забелешка околу цената? Тврда дека е доста повисока цената на кинеските вакцини од она која што ја плателе други земји. Во тоа време таа цена беше дури и пониска од цената која што околните земји, на пример Србија, ја плаќаше за кинеските вакцини. Но да ве потсетам дека опозицијата сама себе се фати во лага. Прво обвинуваше дека се платени над 12 милиони евра на некоја непостоечка компанија. Па сега сватија дека треба да не слушаат и дека ние работиме и јавно, отворено, транспарентно, па извадија документ од системот јавни финансии кој што све е јавно објавено. Значи самите себе си се демантираа дека ние сме уплатиле огромна сума на пари на некоја компанија за која што никој во државава не знае, ниту пак сме имале контакт. Жалам што има таков став, што ги подкопуваат сите наши обиди да менаџираме кризата, што се обидуваат да фрлат дамка на било каков процес. Планирате ли да направите некаков систем во кој што граѓаните ќе знаат кога ќе добијат покана за вакцинација во одреден пункт со која вакцина всушност ќе се вакцинираат? Со оглед на тоа што сите вакцини се безбедни и сигурни, нема потреба да има ниту сомнеш, ниту да има некаква преференца кај граѓаните во однос на една наспроти друга вакцина. Така да сосем доволно е да добијат термин точен и пункт во кој што треба да се вакцинираат и во таа смисла било која вакцина која што во тој момент е таму на располагање може да бидат сигурни дека со апликацијата
ќе бидат целосно заштитени. Некои земји се одлучуваат на олеснување на мерките за оние што се вакцинирани, за да ги мотивираат и другите кои што не се вакцинирале да го направат тоа. Например, во Србија беше објавено дека и некаков паричен надоместок им даваат на оние кои што ќе примат вакцина. Планирате вие некаква таква постапка во Македонија за да ги охрабрите оние кои што се сомневаат во вакцината да го сторат тоа? Сега е временски период во кој што ние треба да постигнеме процент на вакцинација кој што ќе биде доволен за да се стекне така наречениот колективен имунитет. Колкав е тој процент? Тоа е некаде околу 60%. А сега колку го имаме? 60%. Сега некаде до крајот и нашата проценка е дека тоа до крајот на летото, средина на лето може да се постигне, имајќи ги предвид сите количини вакцини кои што треба да пристигнат во нашата земја. Така да во таа смисла, сите мерки кои што сега ги препорачуваме важат за сите граѓани се уште. Да, понатаму се планира такво нешто. Понатаму се уште е рано да се каже заради тоа што не може да процениме колкав ќе биде одзивот на граѓаните за вакцинација. Мора да кажам дека и покрај тоа што 20% не се јавуваат, големе бројот на граѓани кои што се јавуваат, покажуваат интерес и така натаму. Ако се утврди дека е во ред да се вакцинираат со втора доза од друг производител, Македонија ќе ги вакцинира граѓаните кои што се вакцинираа во Србија со AstraZeneca? Токму тоа го анализира нашиот стручен комитет за имунизација, поради тоа што Германија беше едно од земјите кои што препорача да граѓаните вакцинирани со прва доза на AstraZeneca примат втора доза од вакцината на Pfizer, значи од друг механизам на делување на вакцината. Верувам дека за скоро време ќе има стручен став, се анализираат публикациите, се анализираат причините зашто во Германија е таква одлука донесена, па врз основа на сето тоа и ние ќе заземеме став и секако препорака за граѓаните. Да, ако се покаже дека тоа е добро, тогаш државата ќе им обезбеди втора доза Pfizer, ќе може тука да се ревакцинира. Дефинитивно, не само втора доза Pfizer после прва примена AstraZeneca, туку втора доза после било која прва доза примена во Србија, освен втора доза од AstraZeneca. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.